Ја не сум сигурен, Стојанче, дека друга маса донел, мислам дека истата е. Али не е битно, има место кај да се застане. Јас дури сега, кога Леа се симна долу, сватив за кого станува збор. И сакам да ви кажам нека ова, кога зборуваме за нашите браќа, да не ги набројувам сите сега, албанци, турци, значи и така натаму. Јас лично можам тоа да ви го потврдам и ќе ви го кажам сега. Мојот покоен брат и таткото на ова девојче беа побратими. Заедно спие, заедно работеа и заедно делеа конзерва леп кога имаше потреба, а знаеа заедно да седнат и на богата Софија. Така да многу ме израдува прво нејзиното присуство тука, ме подсети на едни други времиња и мислам дека и денеска е време да живееме така сите сплотени заедно и да не ни биде битно апсолутно кој е кој. Јас имам само една поделба на луѓето, добри и лоши, друга за мене не постои. Не сакам многу да должам. Сакам да ги подсетам нашите колеги кои се тука во Македонската радиотелевизија. Прво да кажам на оние што ме прашуваат зошто на други собери не одиш, а одиш само на овој пред Македонската телевизија. Мислам дека тука ми е местото. И не мислам многу да образлагам зошто не одам. Колку што гледам, децава си се супер организирани и зошто да им се мешаме работата кога одлично си го прават тоа, односно одлично си ги бранат своите права. Да ги подсетам на еден настан кога паѓаше Чаушеску. Не знам која година беше, не ми не интересира. Македонската телевизија беше заспана, значи заспана во длабок зимски сон. Ние од втората програма на Радио Скопје, тогашниот Радио Урнемес, може би се сеќават. Во тогашниот Радио Урнемес и во тогашниот НННРВ направивме тема криза на социјализмот. Темата ја направивме скришно. Ги снимивме сите македонски интелектуалци кои беа тргнати на страна, значи сите наши дисиденти, така наречени, и голем дел од тогашната Југославија. Кога го снимивме Крсте Црвенковски, кој беше избришан од сите можни филмови што постоја во Македонската радиотелевизија, го донесовме тука на 10 спрат во нашата канцеларија. Замислите како функционираа и тогаш и како функционираат и сега, овие се дури и појаки службите. За 3 минути додека се качивме до канцеларија, телефонот задзвони, се јави тогашниот директор, не е битно кој е. Ни рече, стварете му кафе и како знаете, нека излезе од оваа куќа надвор. Ние, истата вечер, знаејќи што ќе се случува, сите ленти кои сакавме да ги пуштиме на програма, ги земавме со нас. Утре дента кога дојдовме, го најдовме бирото обиено. На една лента напишавме интервју со Крсте Црвенковски. Таа лента беше земена и луѓето мислеа дека земале вистинската лента, а на таа лента немаше ништо. Што сакам да кажам? Сакам да кажам, таа наша епизода заврши овака. Бевме суспендирани, имавме намалување не знам колку време на платата, и тогашниот уредник ни рече дека толку сме глупи што немаме слух и не гледаме што се случува. После 2 недели истото се случи и горе во Србија и после тоа започна војната и знаеме сите што се случи. За да не дојде до такво нешто, јас ги молам сите наши колеги од Македонската радиотелевизија да се освестат, да видат на кое дереđe сме. Ме прашува, значи не бараме ништо посебно, барем направете малку отпор. Не можат сите да ве избркаат и сите да ве суспендираат. Не може. Тоа е една работа. Пред да го кажам тоа што ми е за денеска предвидено, само уште нешто, може би ова ќе биде мала злоупотреба сега на овој медиум, бидејќи се работи приватно за мене. Водичка.
после минатонеделниот, односно минатосаботниот собир, наредната недела се појави прилог на Сител телевизија, во кој што прилог јас и моите колеги бевме прикажани како плячкаши. Вие може би тоа не го следите, ова е веќе трет пат и затоа јас многу и не реагирам. Тој прилог, замислите, напишане од господинот Нет Прес. Тој нема име и презиме. Трет пат се пишува. Напишане и во друг сајт на интернет и таму нема подпис. Латас барем имаше му да се отважи и јавно у телевизија каже. Меѓутоа има еден проблем кај него. Он мисли дека кога гледа у камера, мисли дека сите му веруваат. Сега вака, да му кажам прво, дека ЕСП-от не му е точен. Втора работа, и да му е точен, тоа не е негов проблем. Трета работа, ако сака точно да информира и да знае, треба да ја праша и втората страна. Нека не прашува нас, нека се повика на истиот закон за добивање информации и нека ги објават сите налози што МТВ ги има уплатено на К15 продукција. Така че се знае К15 продукција колку пари земела од. Тоа е едната работа. Меѓутоа, зошто е тоа така? Вие знаете дека секоја мафија има консилјере ли се викаш? Много. Кај нас имаме, видовме сега дека на чело на нашата влада стои господарот на плацевите. Може би тоа ќе биде идеја за да се сними нов филм некогаш. Латас е сметководителот на господарот на прстените. Он треба да ги оправда сите тие сметки. Сега само една порака сакам да му упатам. Мојот сметководител, кој сега е во пензија, викаше вака: наша задача на сметководителите е да направиме завршна сметка. Знаете ли што е дефиниција за завршна сметка? Точен збир на неточни податоци. Тоа сега они се обидуваат да го направат, им треба уште малку време, иначе јасно име дека тргнаа по водата надоле. Тргнаа и знаат дека водата ќе ги однесе. Им треба само уште малку време да ги покријат сите работи што ги имаат правени. И за крај, второ продолжение на она што го започнав минатата сабота. Објаснив на сите што е исто, а не е исто. Објаснив, нели, дека со исчекорување напред се ослободуваме. Сега ќе ве замолам. Ова што сега ќе го чуете и ќе го видите, ќе ве молам, кога ќе сретнете некого во град што ви е сомнителен, за кого ќе имате мал сомнеш дека и тој е од бандата исто, а не е исто, да го поздравите, без разлика дали е кафана или било каде, да го поздравите со ова што сега ќе го видите. Значи, ова што сега ќе го видите и чуете е звукот кога навистина се ослободува, што има многу луѓе што мислат дека тоа што ќе исчекорат, па пак ќе се вратат дека се ослободиле. Не е така. Значи вака, кога напред ќе исчекорите, дали ме слушате? Кога ќе направат исчекор напред, треба да го чуете овој звук. Тоа навистина се ослободили. И затоа ќе ве молам, поздравувајте ги низ град слободно така тие. Па поздравувајте се и вие, нека биде интересно, зашто да не? Ќе го повторам уште еднаш, да не го разбравте. Фала ви многу, да сте здрави и живи до животно.